Почитувани гледачи на КМ телевизија, вие го следите спортскиот преглед поддржан од спортските обложувалници Евротип. Кога сме кај нашите поддржувачи, обложувалниците Евротип, да кажеме дека за прв пат во нашата земја имате можност за кеш-аут, односно веќе нема потреба да трчате по обложувалници и да ги покирате вашите надпревари, последниот или предпоследниот 2-3 надпревари, едноставно можете да одите во обложувалниците Евротип и да си земете кеш-аут. Кога сме кај надпреварите спортските надпревари кои се одиграа овој викенд, повторно беа одбележани од корона лудилото која што ја зафати нашата земја, а тоа значи дека сите кафеани беа полни за 8-мартовските празници, а спортските арени останаа празни. Дали со ова се одбележува спортот како носител на корона, иако немаме никаква информација дека спортист или некој што посетувал спортски надпревари е заразен или сомнителен случај за коронавирус, сепак забраната за публика на спортските надпревари останува. Дел од клубовите го кренаа својот глас, така ракометниот клуб Охрид надпреварот против Струга, езерското дерби го закажа со публика, па потоа му беше забрането да прима гледачи. Исто така и одбојкарскиот клуб Весна Пробиштип сакаше локалното дерби против Угада Штип да го игра со присуство на публика, меѓутоа и тука пристигна забрана. Едноставно властите и спортските федерации не дозволуваат да има публика на спортските борилишта, а се уште немаме логичко објаснување зошто е тоа така и зошто само во спортот е забрането, а како што веќе реков, кафеаните, рестораните, кафиќите се преполни и на овој начин и оние малку гледачи што ги имавме на спортските надпревари, успеавме да ги избркаме и сега спортистите играат пред празни трибини. Спортскиот преглед ќе го започнеме со фудбалот, како и претходно, со надпреварите од првата македонска фудбалска лига, каде што се одигра 22-то коло. Екипата на Ренова на домашен терен го совлада Вардар со 2:0. Арѓен Гафури беше стрелец на двата голови и двата од пенал. Екипата на Шкенде изненадувачки загуби во Велес од последно пласираниот борец со високи 4:2. Радович на два пати, Силва и Прелчет за борец беа стрелци, додека двата погодоци за Шкендија беа дело на Армен Талими. Екипата на Силекс ја совлада Македонија Ѓорче Петров со 1:0 со голот на Иван Ивановски уште во 9-та минута од пенал. Работнички продолжува со одличните игри оваа пролет на домашен терен го совлада Академија Пандев со 1:0, стрелец Велковски во 56-та минута и на последниот надпревар Струга Тримљум Шкупи 1:2. Гуди Аби и Серджо за гостинската екипа беа стрелци, додека Лена во 41-та минута од пенал само намали на 1:2. На табелата во водство е Вардар со 43 бодови, следуваат Шкендија и Силекс по 35, Македонија Ѓорче Петров има 29, Академија Пандев, Шкупи и Ренова од 5-то до 7-то место со по 28 бодови, Струга и Работнички по 25 и последен е Борец со 24 поени. Во продолжение ќе ги погледнеме двата голови од надпреварот помеѓу Ренова и Вардар. Веќе реков, двата беа постигнати од пенал. Најпрво Гафури во 5-та минута го доведе домаќинот во водство 1:0, откако претходно Миовски беше соборен од голманот на Вардар Гачевски во 16-никот, а судијата Марковски оправдано покажа на белата точка. Во 62-та минута беше поставен конечниот резултат 2:0 за Ренова, како што веќе рековме, Гафури повторно стрелец од пенал, кој беше надправен исто така над Миовски, овој пат од одбранбениот фудбалер на Вардар Новак. Сега ќе ги погледнеме изјавите од актерите на овој надпревар, односно тренерот на Ренова Бујар Ишљами, капитенот на Ренова воено и стрелец на двата голови Арѓен Гафури, како и тренерот на Вардар Александар Васовски.
Одигравме добро тактички денеска, значи бевме многу, значи овој натпревар многу се спремавме. Значи каде што знаевме дека со кого се справиме, значи со Вардар, една многу јака екипа, тактички многу добро игра, дисциплинирана екипа, али многу е важно што нашите играчи, значи моите играчи многу добро, максимално се залага и го дадува максимум и сите тие наши замисли у терен многу добро ги направија како што треба и на крај, значи мислам дека и пеналите беа заслужено досудени. Имавме и некои шанси други, каде што требаше да ги клонисаме се гол. Треба некои елементи, значи, у нашата игра, да играме побрзо уште, за да ги поправиме, значи, у тие трансформации имаме некои работи што пак треба да ги поправиме за да продолжиме на исто ниво. Во среда ве очекува гостување во Струмица против Академија Пандев. Кои се очекувањата од тој натпревар? Ќе биде многу тежок натпревар, се знае после поразот на Академија у Скопје од работнички, значи, али ние мора да одиграме на ниво и на тој натпревар. Прво да се спремиме добро за тој натпревар и да пробаме да извадиме добар резултат. Наравно веoma тешка утакмица, али наравно презадоволен сам, нарочито са мои 2 гола и од сад па надале мислам да ќе нам бити многу лакше у наредна утакмица. Веќе во среда има вонредно коло, гостувате кај Академија Пандев во Струмица, што очекуваш од тој натпревар? Па биće тешка утакмица, али уште сме у добру серiju и мислим и надам се на позитивен резултат. Дозволивме рано да примиме гол од пенал, грешка во организација на игра на први Али Адем. Така да после беше тешко да се вратиме, некако изгубивме, како да кажам, сила. Ние сме млада екипа која се расти и се развива и овој пораз не треба да ни биде сега. Овој пораз не треба да ни биде некоја си катастрофа, затоа што мора да идеме понатака. Веќе за 3 дена имаме нов натпревар со Струга и на тој натпревар да покажеме дека денеска беше само еден лош ден. Во моментот се уште се игра натпреварот Буре-Шкендија. Шкендија губи со 2:0, разликата на табела останува иста. Со тоа и амбиции. Искрено не ме интересира што прави Шкендија, ние си ја гледаме нашата игра. Еве ние да победевме Шкендија, да изгубеше и беше така да и да е 10-11 боди има уште 14 кола до крај, така да мора ние да се концентрираме на нашата игра, на нашите надпревари, а Шкендија е доста квалитетна, така да мора, ќе имаме дуел тука у тето, така да мора да бидеме ние на нашето ниво. Во второлигашката конкуренција се одиграа надпреварите од 16-тото коло, а беа постигнати следниве резултати. Гостивар Лабуништа 2:1, Дервиши и Менга стрелци за Гостивар, додека Лескаровски го постигна единствениот погодок за Лабуништа. Дрита Скопје 0:0, Охрид Вардар Форино 1:0, голот за домашните го постигна Клечкаровски. На останатите 2 надпревари каде што не беа вклучени екипи од Полошкиот регион, Влазрим и Пелистер 0:2 и Кораб Кадино 4:0. На табелата во водство е Пелистер со 33 бодови, следува Скопје со 29, Лабуниште има 27, Влазрими 25, Гостивар е 5 со 23 поени, следуваат Кораб и Дрита со по 21, Вардар Форино има 18, предпоследен на 9-тото место е Охрид со 14 бодови и 10 е Кадино со 10 поени. Тука треба да се напомене дека екипата на Вардар Форино е казнета со -3 поени, односно му се одземени бодовите кои што минатото коло ги освои против екипата на Дрита на домашен терен кога победи со 2:0, бидејќи за екипата од Гостиварско настапил Едис Пахију, кој еден ден пред надпреварот со Дрита и одиграл 90 минути за македонската репрезентација до 19 години над надпреварот со врсниците од Грузија. Потоа во саботата истиот фудбалер одиграл 86 минути за екипата на Вардар Форино, а согласно правилата на Фудбалската федерација на Македонија, еден фудбалер во 48 часа смее да игра само на 3 полувремења. Вардар Форино, раководството, односно луѓето кои што се задолжени да ги следат фудбалерите, односно настапите, направиле мал кикс. Играчот играл повеќе минути од тоа што можел да одигра и екипата е казнета со -3 бодови и сега наместо да биде изедначена со Кораб и Дрита со по 21 бод, Вардар Форино останува на 8-то место со 18 бодови. Тука ќе погледнеме и аматерска снимка од ремек делото на Енис Дервиши, кој во 12-тата минута со гол од слободен удар го донесе Гостивар во водство
од 1:0. Напоменувам дека гледаме аматерска снимка од овој погодок и затоа се извинувам за квалитетот на видеото. Екипата на Тетекс викендов го одигра последниот контролен надпревар, односно генералката пред почетокот на првенството во третата лига Запад. Противник на Тетекс беше екипата на Братство Влазними од Скопје, која што се надпреварува во третата лига Север. Тетекс победи со 4:1, капитенот Маријан Билбиловски постигна 2 погодоци, поеднаш во мрежата стрела Леонард Калаба и Валјон Зечири. Тука ќе ги погледнеме изјавите на Мирче Блажевски, координатор на сите селекции на фудбалскиот клуб Тетекс, потоа Леонард Калаба, новиот фудбалер во Тетекс кој воедно на овој надпревар го постигна својот дебютантски гол во дресот на текстилците, како и на тренерот на гостинската екипа Алмин Смајовиќ. Можам да кажам од спортски аспект дека до сега подготовките одлично течат. Имаме еве се моментално трета пријателска такмица и на сите до сега покажуваме добра физичка спремност. Како се задоволни од новите играчи и здравствениот билтен каков е? Значи имаме повредени играчи, имаме неколку повредени на прошлата утакмица со Љуботен, но не се сериозни. Ќе се санираат и навремено ќе бидат спремни за наредниот надпревар, кој што не очекуваше првенствената утакмица со напредок. Па до сега тоа што требаше да се сработи планираното, мислам дека беше се во ред. Планирано беа неколку утакмици што ги одигравме, можда не доволно што требаше, него колку толку да се види малку екипата, пошто има и нови играчи дојдери. Впечатокот што сум тука, прв пат добро сум примен од играчите, од стручниот штаб, од управата и се надевам до вербата што има да бидам ја дел од нивната екипа, ќе оправдам со добри партии, со добри такмици и се надевам дека ќе го тоа зацртаниот план што го имаме ќе го исполниме нормално влез во втора лига. Надпреварот со Тетекс за нас е и последен од надпреварите кои што ги изигравме како припремни надпревари во овој период. Следната недела почнува нашата лига, значи трета лига Север, каде што сме на високо 4-5 место и каде што не заостануваме многу зад лидерот на табелата. Денес кога игравме еден цврст надпревар, не многу добар за очи, меѓутоа надпревар каде што видовме многу убави шанси од едната и од другата страна. Не ги искористивме нашите шанси, можам да речам и 100%, меѓутоа ете, фудбал е домашната екипа ги искористи своите шанси, односно нашите грешки и така дојде до овој резултат кој што за нас на крај сепак не е ни многу битен. Како што веќе реков, надпреварите од третата лига Запад продолжуваат престојнава сабота и недела со надпреварите од 12-тото првенствено коло. Таму во водство екипата на Беса Добридол со 4 бодови пред Тетекс. Викендов кој што измина немаше надпревари во женската фудбалска лига на Македонија, бидејќи активности имаше сениорската женска репрезентација на Македонија која одигра квалификацијски надпревар во Лазаревац против соодветната селекција на Србија и беше поразена со високи 8:1. Преминуваме на кошарката. Во првата македонска кошаркарска лига се одиграа надпреварите од 17-тото коло, односно предпоследното од регуларниот дел на првенството.
беа постигнати следниве резултати. Куманово Гостивар 79-91. Убава победа за екипата на Гостивар. Ѓорѓе Џелетовиќ со 15 поени беше најпрецизен кај гостиварци, додека Ентони Ли, Ивица Димчевски и Малком Армстед беа стрелци на по 14 поени. На останатите надпревари Академија ФМП дома го совлада Кожув со 83-73. Работнички беше подобар од Вардар, неочекувано само со 5 поени разлика 81-76. Пелистер го совлада вториот тим на МЗТ Скопје со 83-77. И во дербито на колото МЗТ Скопје Евроникел 93-60, најубедлива победа ова коло. На табелата во водство е МЗТ Скопје со 31 поен, следуваат Работнички и Гостивар со по 29, Кожув и Евроникел имаат по 28, Куманово има 27 поени, Пелистер 25 и на последните три позиции Академија ФМП 21, Вардар 20 и МЗТ Скопје 17. Во првата кошаркарска лига останува да се одигра уште едно коло следниот викенд, пошто ќе следува онаа поделба на екипите во Суперлига и во плей-аут. Најдобрите 6 екипи ќе продолжат да се надпреваруваат во Суперлигата, каде што најдобрите 4 пак ќе продолжат во плей-оф за титулата, додека последните 4 на табелата ќе разигруваат во плей-аутот, а последните 2 ќе се преселат во второлигашката конкуренција. Таму пак се одигра 13-тото коло од втората лига Запад. Екипата на Тетекс на домашен терен во дербито на колото го совлада Скопски Чаир со 80-72. Тетовци во текот на целиот надпревар имаа водство, на полувремето беше 42-36. Меѓутоа, тоа што не достигаше на овој надпревар беше публиката и поддршката од трибините за домашниот состав. Меѓутоа, на крајот Тетекс сепак победи, додека останатите резултати се следни. Спорт тим Ангели 43-114, високи 71 поен разлика за екипата на Ангели од Скопје. Албес Црн Дрим 70-100, уште еден надпревар со голема победа за гостинската екипа и на последниот надпревар Партизан Водно Санс Мега Баскет 99-92. Екипата на Хераклија од Битола беше слободна ова коло. На табелата во водство екипата на Црн Дрим со 22 поени, следува Партизан со 21, Ангели е трет со 20, екипата на Тетекс се израмни на 4-та и 5-та позиција со Мега Баскет од Прилеп со по 18 поени, следува Хераклија со 17, Чаир 15, Спорт Тим 13 и последна е екипата на Албес со само 12 поени. Тука ќе ги погледнеме изјавите од председателот на кошаркарскиот клуб Тетекс, Славчо Марковски Чаве, како и од најкорисниот играч на овој надпревар, тоа е Крсте Вапски од исто така од екипата на Тетекс. Па видовте и самите, се играше пред празни трибини, меѓутоа играчите одиграја со срце, со желба за победа. Ова е победа, не носи више на тоа 4-то место кое е зацртано. Се надевам дека до крајот на првенството ќе озвоиме уште 2-3 победи кои сигурно ќе останеме на тоа 4-то место и носи во разигравање за влегување во прва лига. Ви не достига навивачите на овој надпревар? Па не достига многу на еден ваков надпревар кој би имали една поддршка од публиката, ја мислам би било уште едно, би го увеличале оваа победа. Јас сум задоволен, значи покажавме карактер овој надпревар. Ова беше битна победа за нас, битна победа за градот и за разигривање во плей-офот. Ова победа не води кон топ 4 најдобри екипи и се надевам дека ако покажеме добар резултат на домашните средби кои ни предстојуваат, дека ќе го избориме тој плей-оф за година. Дали би не достига навивачите на овој надпревар? Да, сега ова е една голема победа за нас. Голем поздрав до Војводи Тетово. Оваа победа им ја посветуваме нив. Сепак беа спречени да дојдат, но се надеваме кога ќе бидат непотребни, тие ќе бидат тука за нас.
Следува прегледот на резултатите од одбојкарските првенства. Во првата машка лига се одигра четвртото коло на плејофот, каде што екипата на Универзитет Тетово со 3:2 на гостински терен го совлада лидерот Вардар и му го нанесе првиот пораз оваа сезона. Тетовци одлично го отворија надпреварот 23:25 во првиот сет. Сепак Вардар успеа да направи пресврт со 25-16 и 25-15, два убедливи сета за домашните, но одбојкарите на Универзитет Тетово на крај со 22-25 и 11:15 во тајбрейкот го добија надпреварот со 2:3. Джио Струмица ја совлада Лирија со 3:0, 25-16, повторно 25-16 и во третиот сет 25-19. На последниот надпревар во плејофот Весна проби штип, угада штип 3:1. На табелата во водство е екипата на Вардар со 33 бодови, следува Джио Струмица со 30, Универзитет Тетово е на третото место со 27 поени, следува Лирија со 19, угада штип и Весна проби штип на петтото и шестото место со по 13 поени. Во првата женска лига се одигра исто така четвртото коло, но нас не интересира плејаут лигата, каде што настапуваат двете тетовски екипи. Двете екипи загубија, Универзитет Тетово на гости од угада Студент со 3:1, по сетови 25-16, 22-25, 25-23 и 25-16. Бамикор на домашен терен беше поразен од Тускана со 0:3, 16-25, 8-25 и 21-25. Надпреварот помеѓу Пелистер Воле и Македонија Макс беше одложен поради настапи во младинската лига на одбојкарките на Пелистер Воле. На табелата угада Студент е прв со 24 поени, следува Ускана со 19, Пелистер Воле 13, Универзитет Тетово е на четвртото место со 12 поени, исто колку што има и петтиот Македонија Макс, додека Бамикор е шести без бодови. Во продолжение ќе ги погледнеме изјавите на тренерите на екипите на Бамикор, Милан Ристовски, и на екипата на Ускана, Бейтула Емини. Вака, беше се работи за млада екипа, нели? И во нашето претходно излагање кажавме дека годинава составот има девојчиња од 12 до 15 години. Од по напревар екипа да станува се поискусна, земаме се повеќе поени во секој сет. Не можам да бидам задоволен со нормално со поразот, но сепак мислам дека девојчињата да напредуваат и во реваншна преварите, во вториот дел од разигрувањето, очекуваме некоја победа против овие екипи. Па нормално, и резултат откажува, сам резултат откажува дека максимална победа, нормално дека сум задоволен. Ова ми е, значи, четврта победа поред, мислам во вториот дел на првенството, така да сум презадоволен од девојчината и сега за наредно коло играм со победникот, значи ова прва што у табела со Универзитет Гоце Делчево Студент од Штип. Тие се први, мислам, од вториот, значи, дел на првенството, од втората фаза, така да концентриран сум да освојам победа, но мислам дека нема да биде лесно, сепак сме ние домаќини и на домашен терен мислам дека имаме првенство за да освоиме победа. Тоа беше се што подготвивме за денешниот спортски преглед, поддржан од спортските обложувалници Евротип. Се гледаме следниот понеделник, а вие не заборавајте да ја искористите новата понуда која што ви ја нудат спортските обложувалници Евротип, а тоа е Cash Out. Довидување!